Можем да кажам дека одлично се забавуваме вечера овде на вториот поред Струмица Open Festival. До мене се наоѓаат едни прекрасни дами што туку спаднаа од сцената овде во Струмица. Предпоставувам поминаа одлично. Како ја ценувате вечера овде публиката? Па најпрво еве да ги запознам гледачите, еден голем поздрав од нас. Се работеше за група Јупитер како членови, како вокал, нели Ленче и Горан Кукич, а вечерва па прекрасна и голема благодарност за нашата колешка Благица Калева, со сите позната. И баш успеавме нели да им приредиме една добра забава, да може да забавуваат, па макар и малку со народната музика. Колку време траеше вашиот настап и што на што го представивте вечера овде на сцената во Струмица? Па нашиот настап траеше 45 минути и не знам доколку вие пуштите на вашите гледачи да мали детали од тие ќе видат нели како беше склопот и им презентиравме претежно македонска музика, бидејќи целата вечер одеше нели со странски песни и баш ние сакавме тоа да го направиме со наши песни да изтераме барем 90%, имаше само една-две странски песни и да им презентираме пред се журка. И гледаш сите пееа со нас, баш им приредивме рефрени кои што ги знаат и не беше тешко. Значи ние сме од народната бранша на музиката, така да јас и Ленче значи си го браниме нашето народното повеќе. Јупитер функционира многу одамна и од кога јас се мажив со Горан, веќе тоа се зборува веќе за 20 години сме заедно. Како функционирате дома? Перфектно. Кој пере, а кој пегла? Се јас. Да? Се јас, права домакика. Во прав смисол. Да. Па да открием Горан ништо не прави дома. Да? Да. Се вие правите, не цепе древа? Се јас. Треба Лени помоши од домашните работи, тука сум, не само пеење. Тоа ти се вика колешки. Ајде една интересна случка. Што се случува дома кога се надам дека си подпевнувате? Некој интересен момент од домашната атмосфера. Дека ние дома воопшто не си подпевнуваме. Зошто, што правите? Еве сега тоа го правиме и кога одиме дома одмараме, никој не смее уште да отвори. Едниот во едната соба, другиот во другата, така? Баш така. И викам, збор да нема. Музика нема, дали има филми, вести? Има да ти кажам, вести не многу, ама музика има, слушаме, ама многу тоа не пееме, бидејќи многу пееме така. Да? И така малку да одмараме. Да. Еден интересен момент, дозволиме од некој настап или можеби прифатно. Ле, колку има, знаеш ли? Еј, па тоа треба да си седнам некаде и цела вечер. Еден блиц. На луѓето да им кажам. Еве нешто во рок од 30 секунди презентира. Да, па чекај сега. Ај што да кажам сега, од кој да фатам? Ајде да си направиме ние друга емисија, јас да си кажам. Не сега. Не, кај нас во групата има милион гафови така, нели се сачуваат, а како прво, сега неги членовите од група Јупитер, затоа и функционираме ние, нели сме еден склоп, се слагаме сите како карактери, а имаме клавиатуристот и нонстоп тој збор го кажа, вика на секој може да му се случи, а на никој не, само на него му се случува. И сега да кажам вака, свириме во една кафана, имаше еден кабел така на ставен под едно насред, да. И деца беше полно и си тие деца натаму, наваму, никој не се сопна од став. И тој само што стана и излегува туп, отиде. Викам, абе, ќе се утепаш бе човек. Вика, абе, на секој може да му се случи. Интересно. Такви случаи има еден куп. Ама ајде да не се распрекаме. Да, нормално. Да се навратиме на она што се нарекува Јупитер, што подготвувате во моментот, дали ќе изненадите публиката со нешто ново? Има промоција
промоција на еден наш проект кој што Предпоставувам нема да не викате. Зошто? Да не поканите. Абе зошто бе да не ве викаме? Не знам. Абе види го бе. Абе слушај, деде. Де. Правиме проект на обработка на стари македонски песни. Тоа сите денес го прават. Зошто? Да, ама тоа е нешто интересен проект и Благица ми е гост нели на овој проект. Тоа е интересно што јас овозможувам на стари песни кои што се пеени во балканските војни, значи се работи за претежно егејски песни кои што нашите луѓе ги пееле на времето, додека со мене настапуваат значи и возрастни лица како тие пееле на времето, како пееме сега ние младите генерации. Нешто но не тоа нели како сите стари песни, да. Една споредба и јас сите песни ги пеам со возрастните лица. Ет само тука ми се појавува дека имам на оваа песна што ја пееме со Благица Калева, човекот е многу возрастен, 90 и кусур години има, тој не може веќе, нема сила да пее и затоа ние ја снимавме оваа песна, а иначе со другите се уште успеваат да пеат и затоа баш така сакав да го направам да им ја исполнам желбата што никогаш не им се исполнила. Тие сакале на времето да пеат. Воопште, значи за прв пат се снимат. Ленче со некој од тие луѓе што ги спомна и јас и Ленче имаме една песна. Значи тука сме секогаш заедно да си помагаме да си го делиме трудот. Така. Слушам дека одлично функционирате, одлично пеете. Дали може малку да запееме на гледачите овде во живо, од бекстејџот? Ајде. Што ќе пееме? Заканувам како ќе си оди од Струмица. Сечи мајсторе, сечи. Да, што е она што ќе го отпеете? Слушај се. Дали може и јас да се приклучам кон вокалите? Знаеш да пееш, ајде. Ајде да пробам. Ајде, например, Да. ќе одиме. Почни ме, Благи. Прокле да биде, среќа да не виде, кој прв започна. Кој прв започна, љубов да води, две срца да страда. Доста беше.